Добро вечер. Во 360 степени на МРТ1 вечерва донесуваме. Легализирањето стамбени згради дивоградби во Чаир кои не ги исполнили условите за тоа не било инцидентна, туку масовна појава. Досега, на територијата на општина Чаир дојдовме до бројка од околу 20. Откриваме нови детали за криминалот од огромни размери. Еден месец откако антикорупцијска утврди дека директорот на Државниот градежен инспекторат Кадар Надуи не пријавил 2 стана и автомобил, нема реакција ниту од обвинителството, ниту од владата. За такви луѓе веќе не би требало да има место на позициите во јавната служба. Директорот се правда со неажурност на службеникот за човечки ресурси. Знаете дека тоа е лично ваша обврска да понесувате. Не е работа на службениците во градежниот инспекторат да ви пријавуваат имот во антикорупцијска. Јасно ми е, меѓутоа направил грешка секторот за човечки ресурси. Наместо со будилниците, жителите во мирното мало на периферијата на Скопски Бутел се разбудија со расправија меѓу две спротивставени групи. Па убиство да беше токава полиција не би требало да викнат и тие работи. Земјиштето е на прадедо ми. Како функционираат општинските совети без јасни мнозинства, како Битолскиот Никогаш не сме имале по-демократско расположение. И Неготинскиот. Барем на моите иницијативи, најчесто едногласно. Секој влегува во политика за да го натовари магарето. Саботажа. Во случајот со легализација на дивоградби во Чаир кои не смеело да бидат легализирани, што го отворивме минатиот четврток, вечер водиме неколку чекори понатаму. Во претходната емисија покажавме 3 примери на легализирани стамбени згради од кои немало никаква трага до март 2011 година, што е последниот законски рок до кога една дивоградба требало да биде градежно заокружена за воопшто да се квалификува за легализација. Во ова издание презентираме уште неколку нови градби од вкупно 20 кај кои утврдивме иста шема. Дополнително ќе видите дека и барања за легализирање се евидентирани во уписните книги на општина Чаир на датуми кога објектите нешто не биле изградени, туку воопшто не биле почнати да се градат. Александар Димитриевски го истражува случајот. Втора македонска бригада е една од главните улици во Чаир, а таквите улици вообичаено се магнет за изградба на стамбени и на деловни објекти. Затоа не треба да чуди што и новаа фреквентна улица никнуваат нови градби. Освен што се на иста улица, заедничко за овие градби е што биле диво изградени, а потоа и легализирани. Проблемот кај нив, а и кај сите други објекти кои што ќе ги представиме во оваа сторија, е што ниту еден од нив не постоел пред 3 март 2011 година. 3 март 2011 година е границата, последниот датум до кој треба да е изграден еден објект како градежна и функционална целина за да се квалификува за легализација. Се што е нелегално изградено потоа, не смее да се легализира. Така налага законот за постапување со бесправно изградени објекти. А еве како изгледал просторот на кој се изградени 4 згради од почетокот на сторијата во јануари 2011 година, а една година подоцна во април 2012. Ги нема зградите, кои подоцна ќе се легализираат како да биле таму, ако не порано, барем на почетокот на 2011-та. Првите градежни работи, поточно расчистувањето на земјиште, според историските сателитски снимки на Google се јавуваат во јуни 2014 година. Тури во јануари 2016 година видлива е прва бетонска плоча за една од зградите. Во август истата година, додека првата градба напредува, почнува изградба на втората стамбена зграда. До септември 2017 година двата објекти се чинат завршени, а почнува да се расчистува локација за третиот на истата улица. До јуни 2018 година и тој објект добива покрив. Во април 2020 година се гледа дека е почната градбата на четвртата зграда. До октомври карабината е готова, а на сателитската снимка од ноември 2021 првпат се гледа и поставен покрив. Според електронски достапните податоци на катастарот, една од овие дивоградби е легализирана во 2017 година, други две во 2019 година, а последната во 2021 година. Истата шема не е примената само за овие објекти. Досега, на територијата на општина Чаир, дојдовме до бројка од околу 20, и тоа само стамбени згради на повеќе ката,
без да броиме куќи и семени згради. Еве некои од нив. Оваа зграда покрај булеварот Никола Карев е легализирана на крајот на 2020 година. Иако објектот е легализиран како да постоел во 2011 година, до 2018 на терен немало ни трага од зграда. Парцелата почнува да се расчистува во декември 2018 година, а зградата е готова во септември 2020, непосредно пред легализацијата. Ова огромна зграда на почетокот на булеварот Џон Кенеди е легализирана годинава. Иако објектот е легализиран како да постоел пред 2011 година, до 2017 година на терен нема трага од него. Земјиштето почнува да се расчистува во јуни 2017 година, а зградата е готова на крајот на 2021 или почетокот на 2022 година. Оваа зграда на улицата Лазар Трповски е легализирана на почетокот на 2021 година. Иако објектот е легализиран како да постоел пред 2011 година, до јуни 2017 година на терен нема ништо. Парцелата почнува да се расчистува во јули 2017 година, а зградата е готова во март 2021 година, речиси во исто време со решението за легализација. Овие згради крај улицата Серава се легализирани на различни датуми во 2021 година. Иако и двата објекта се легализирани како да постоеле уште пред 2011 година, до октомври 2018 на терен немало згради. Парцелата за едната зграда почнува да се расчистува во ноември 2018 Во август 2019 година едната зграда е речиси готова, а другата почнува да се гради. Првата зграда е целосно готова пред крајот на 2020 додека другата во текот на 2021 годината, кога се легализирани двата објекта. За подсетување, на ист начин беа легализирани трите дивоградби за кои објавивме минатиот четврток, а на ист начин се легализирани и други стамбени згради во Чаир, за која поминавме целата процедура на проверка, но во интерес на времето нема да ги објавиме деталите. И со овие примери е повеќе од јасно. Општината Чаир легализира дивоградби кои не требало да бидат легализирани. И тоа не е инцидентна, туку масовна појава. Како се правело тоа, е прашање на кое побаравме одговор во документацијата со која располага катастарот. Ги побаравме решенијата за легализација на објектите за кои се интересиравме, а побаравме и неколку геодетски елаборати по случаен избор. Документите не доведоа до неколку сознанија. Од вкупно 12 барања за легализација за 12 различни објекти, половината, односно 6, биле поднесени на изден 31.12.2018 година. Случајно или не, тоа е последниот ден до кога, согласно законот, беше дозволено поднесување на барања за легализација на дивоградба. Апсурдот во целата работа излегува на површина кога датумот на поднесување на барањата за легализација, според евиденцијата на општината, ќе се спореди со состојбата на терен, во тој момент, достапна на историските сателитски снимки. Например, двете згради на улицата Серава во декември 2018 година изгледале вака. Едната само што почнала да се гради, а на другата локација си постојат претходните куќи. Сепак, токму во тој момент биле поднесени барањата за нивна легализација, судејќи според архивските бројчиња и датумот што ги ставила општината Чаир. Зградата близу Клучката Битпазар во декември 2018 била земјиште на кое само што почнало отстранувањето на претходните куќи. Сепак, токму во тој момент било поднесено барање за легализација за објект кој воопшто не е ни почна да се гради, судејќи според архивските бројчиња и датумот кој ги ставила општината Чаир. Огромната стамбена зграда на Џон Кенеди во декември 2018 година била на самиот почеток на градба, односно од сателит се гледа бетонирање на првите плочи. Сепак, токму во тој момент било поднесено барањето за легализација, судејќи според архивските бројчиња и датумот кој го ставила општината Чаир. Оваа пак стамбена зграда зад поштата во Чаир не само што не била изградена во декември 2018, туку на терен немало никакви активности во април 2020 година. Па сепак, општината архивирала, а потоа и донела позитивно решение за легализација на дивоградба на тоа место, кое според архивските бројчиња и датумот кој го ставила локалната власт во Чаир, се должат на барање поднесено на 31.12.2018 година. Година и пол пред објектот воопшто да почне да се гради.
Како е можно да се поднесени барања за легализација на дивоградби, кои воопшто не се изградени? Еве два можни одговори. Едната е самите инвеститори да поднесувале барања за легализација до општината со дадена изјава на нотар, иако се уште не почнале да го градат објектот кој што треба да се легализира. Вториот можен одговор е општината Чаир да си чува место или пак да си додава нови бројчиња во старите уписници од претходните години. Кога минатата недела 360 степени се обрати до општина Чаир со прашања како е можно да се легализираат објекти кои воопшто не постоеле пред 3 март 2011 година, од општината се повикаа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Поточно го цитираат членот според кој барателот е тој што доставува доказ или изјава заверена на нотар под полна материјална и кривична одговорност дека објектот е изграден тогаш кога тврди дека е изграден. На дополнителното прашање како е воопшто можно да се поднесе барање за нешто што во тој момент воопшто и не било изградено, од Чаир не дадоа директен одговор, туку повторно се повикаа на обврската на барателот. Сега поставивме нови прашања. Дури да не знаеле и да не провериле дека дале решенија за легализација за најмалку 20 стамбени згради кои се изградени по крајниот рок, дали ќе преземат нешто сега, кога знаат дека били излажани? До овој момент не добивме одговор. За другата опција, општината Чаир да си чува или да си додава архивски бројчиња по потреба во стари уписници, го прашавме поранешниот градоначалник на Чаир, Изет Меджити. Тој сега е председател на партијата Демократско движење, каде припаѓа актуелниот градоначалник на Чаир, Висар Ганиу. Не го демонтирате ова што ве прашувам. Фактикиш ова сјарој, да ме тон, se paratar sije, dhe më thonë, në nivel të Maqanis, disa herë kanë sjellë ligj për legalizim. Po mos kish pas ndërtimet e egra, prej Stromice deri në Struk, pra nuk do kish nevojë as për të sjellë ligj për legalizim. Pra qytetarët në Çajër, dhe më thonë, nuk kanë bërë asgjë më shumë se atë që kanë bërë, dhe më thonë, në nivel të Shkuprit dhe nivel të Maqanis, dhe kjo çështje fundit Много прецизно ве прашав за злоупотреба на стари архивски бројчиња за нови дивоградби. Сега нема актуелен закон за легализација на дивоградби, вие тоа знаете. Ако сега некој направи дивоградба, не може да ја легализира. Треба да се урне. Dhe më thonë, në esencë, aty është për shkak pengesës ligjit, dhe më thonë, për planifikim hapësinor, që tani nuk janë, dhe më thonë, ka shumë kompetenca qeveria, qyteti, vonohen, dhe kjo i ka detyruar qytetarët, sepse në fund qytetari ndoshta me ligj për ndërtim apo me legalizim paguan komunalet e njëjta. Në Çajër janë diku 200 euro për metër katror, domethënë nuk favorizohet në këtë drejtim. Фактот дека во предвечерието на 2019-та во општина Чаир имало наплив од барања за легализација на дивоградби е само индиција што навистина се случувало или и понатаму се случува со легализацијата на дивоградби. Не е за занемарување уште една околност. Од вкупно 12 предмети на кои по случаен избор решивме да им ги провериме и решенијата за легализација, кај 10 се јавува едно те исто геодетско биро, кое ги направило геодетските елаборати. Старите велат, добриот глас надалеку се слуша. Ке слушнат ли оние што навистина треба да слушнат? Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Фатмир Арифи, кадар на ДУИ, не пријавил 2 стана и автомобил поради што антикорупцијска пред 1 месец иницираше до владата да биде разрешена, до обвинителството кривично да го гони. 1 месец подоцна Арифи е се уште директор, а од владата нема информација дали и кога иницијативата на ДКСК ќе се најде на дневен ред. Арифи пак се правда дека одговорниот за човечки ресурси во инспекторатот го препишал стариот анкетен лист, наместо да барал нови податоци од катастарот и МВР, како декларирањето на имотот што го поседува да не е негова лична законска обврска. Славица Филиповска Иванова. Еден стан во Чаир, друг во Железара и возило Форд Мондео е непријавениот имот на директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Фатмир Арифи, за кој пред 1 месец антикорупцијската комисија откри дека ги поседува, но не се во неговиот анкетен лист, иако пријавувањето му е законска обврска. Становите ги стекнал по пат на легализација, што значи биле изградени на диво. За непријавувањето, директорот веќе платил прекршочна глоба, а за еден од становите во допис до ДКСК тврдел дека го купил со пари од препродажба на автомобили. Но антикорупционерите велат, освен плата, тој нема други легални приходи. Не се докажа дека наведениот имот
е стекнат како резултат на примања што се пријавени и оданочени. Затоа антикорупцијска бара обвинителството кривично да го гони, а владата да го разреши Арифи од функцијата. Кој е за предлогот? Констатирам дека предлогот е усвоен. Еден месец по барањето на антикорупцијска за разрешување и кривично гонење на Фатмир Арифи, против директорот ниту има кривична постапка, ниту пак е разрешен од функцијата. Од основното јавно обвинителство во Скопје ни кажаа дека иницијативата е примена неделава и дека ќе биде распоредена кај надлежен јавен обвинител кој ќе ги провери наводите на антикорупционерите. Од владата пак велат дека разрешувањето на Арифи досега не било предмет на дискусија на владина седница, а доколку се донесе некаква одлука во однос на ова, благовремено ќе не информираат. Откако му го провериле имотот и му побарале одговор, Фатмир Арифи на антикорупционерите им доставил документи, но не за конкретните недвижности, вели председателката на ДКСК Билјана Ивановска. Тој први се обиде да ја префрли топката на службено лице, односно одговорно лице во неговата институција за човечки ресурси, дека наводно тоа е виновно, што веднаш му одговоривме дека секое избрано и именувано лице има лична одговорност да пополни анкетен лист. Потоа тој кажа дека се занимава со трговија на возила и дека со размена на возилата за градежен објект врши легализација на објектите и на тој начин стекнува имот. Кажа дека дополнително ќе достави документација за овие објекти. Тој достави дополнителна документација, но таа не се однесуваше на споменатите објекти. Сега, имајќи во предвид начинот како се стекнати, нели, бидејќи нас тоа не е битно, како се стекнати овој имот, го прашавме, тој рече дека ќе образложи, меѓутоа не образложи. Утврдивме дека нема дополнителни приходи, барем нема регуларни, нема оданочени редовни приходи. Вработено лице, мислам дека имаше само едно од децата, кое што немаше некои големи приходи, како и да е, имаме несразмерно зголемување на имотот во однос на приходите кои што ги остварува месечно, кои што се оданочени, значи се легални приходи. Тоа значи како е стекнат имотот, дали е на легален, односно знаеме дека е на нелегален начин, нека си утврди понатаму обвинителството. На оваа седница владата го именуваше Фатмир Арифи за ВД директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Фатмир Арифи, кадар на ДУИ, е ВД директор на Државниот градежен инспекторат од 2020 година. Во неговата биографија објавена на веб страницата на инспекторатот, меѓу другото навел дека до денес успешно ја извршува директорската функција. Во негов мандат, инспекторатот саботираше акција за уривање дивоградба на Пластичарска. Како директор ретко се појавува во медиумите. Никогаш не одржал пресконференција, а последното соопштение објавено на сајтот е од јули годинава за мерки и препораки за работа во портокалова фаза. Но по седницата на ДКСК во октомври годинава, тој експресно на Фејсбук објави дека ќе ја тужи антикорупцијска. Во прво интервју за 360 степени, директорот денеска призна дека не го ажурирал анкетниот лист, но остана на ставот дека виновен е службеник во инспекторатот, иако врската е негова лична како функционер. Директоре, зошто не ги пријавивте во антикорупцијска двата стана и возилото Форд Мондео што го поседувате? Тоа е грешката на мојот сектор за човечки ресурси, кој од анкетниот лист го препишал од претходната година. Не барал од Агенцијата за недвижности список на личниот имот мој и не барал список од Министерството на внатрешни работи, посебно сектор сообраќај, на возилата што ги има. А чија обврска е да се пријави во антикорупцијска, на секторот или ваша лична? Мојото лично, меѓутоа имаме поверење во секторите. Сега ако почнеме ние сите сектори да ги работи сам директорот, не ќе може да се занимава со поголеми работи. Не е работа на службениците во градежниот инспекторат да ви пријавуваат имот во антикорупцијска? Јасно ми е, меѓутоа направил грешка секторот за човечки ресурси. Дали сега ги пријавивте во антикорупцијска? Да, пријавен, ние спремаме анкетен лист и ги пријавуваме. Меѓутоа, двата стана се легализирани законски. Кажете ми, ве прашувам, бидејќи антикорупцијска вела до ден денес не сте го ажурирале. Спремаме анкетен лист, ги спремаме документите комплет. Веројатно денеска утре ќе ги носиме. Го прашав ми за потеклото на парите со кои го купил посочениот имот. Како успеавте два стана и возило да купите?
Не, имам и други приходи имаме. Ќерка ми работи, има околу 1.500.000 годишен приход. И мојот приход плюс тргувам. Работам и други работи. Посебно, Што работите? Посебно со коли работам. Тргувам. Имате и друг бизнис, освен што сте директор? Да. А пријавувате за тоа приходи? Па не продаваме кој знае бројчено колите. Становите ги купил уште во 2006, но подоцна се легализирани. Автомобилот пак го купил од препродажба на сосема друг стан. Зошто кога стапивте на функција не ги пријавивте во анкетниот? Уште не беа легализирани. Немавме Кога ги документ. легализиравте? Мислам дека овие се легализирани 2021. Зошто веднаш не го ажуриравте листот? Поради тоа, поради причината за човечки ресурси, секторот за човечки ресурси. Малку е несериозно. Добро, несериозно, меѓутоа е се легално, се е законски. Возилото имам продадено стан на Лидија Додич. 31.5.2021. Со тие пари се преку жиросметка. Купувачот ги пушта парите на жиросметка кај мене, со тие пари купувам кола Форд Мондео. Мислам дека и ова е законски. А тој стан што го продававте ви беше во анкетниот лист пријавен? Да, беше овој. И толку беше тешко ова да се поднесе во антикорупцијска? Добро, несериозна работа со секторот за човечки ресурси, инаку немаше никакви проблеми, да ти кажам. Првиот човек на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам не гледа проблем во тоа што до неодамна поседувал 2 дивоградби. Директорот од 20.10.2020 година, порано не сум бил директор јас. Сега сте и легализирате практично незаконито изградени објекти. Мамо, дозволува законот за легализација, не само за директорот, за било кој друг. Не можеш сега да го ставаш директорот надвор од законот. Собранието го донесе законот. Прашавме во антикорупцијска дали посочените имоти кои во катастарот се на име на директорот се дели од анкетниот лист. Токму тоа е прашањето. Зошто тоа што го има во имотните листови не е пријавено во анкетниот лист? Разбирате, значи ние така и ја утврдивме разликата. Ние гледаме првата контрола не е административна контрола, а верификација на податоците. Дали тоа што е пријавено во анкетниот лист соодветствува со тоа што е пријавено во имотниот лист. Тука ја утврдивме првата разлика. Нека каже зашто не го објавил анкетниот лист. Зашто тие работи што се во имотниот лист не му се во анкетниот лист, тоа треба да каже. Дали сега го ажурираше анкетниот лист? Не. До сега не. Значи, врз основа на сето ова, ние имаме доставено кривична пријава до обвинителството, таму нека си објаснува како си го стекнал имотот. Прво, а второ до владата со иницијатива за одговорност, односно за разрешување, затоа што не може некој што е директор на Државен инспекторат за градежништво да стекнува имот по пат на легализација на дивоградби. Значи, ова е навистина веќе дна. А при тоа велите не е оправдано потеклото на парите? Ние не можеме да го докажеме, ниту па тој го докажа. Не е прв пат функционер да не го пријави целокупниот имот во антикорупцијска, но Миша Поповиќ од Институтот за демократија вели: ако владата ја следи искажаната желба за борба против корупцијата, треба да посвети внимание на тоа какви луѓе сака да ги раководат институциите. Владата треба да ги крене стандардите и всушност со самото тоа дека е нешто направено како прекршок, треба да ги разреши овие луѓе, со тоа ќе ги испрати порака дека на раководните позиции во институциите сакаат да имаат навистина луѓе со високи морални стандарди и со развиено чувство за интегритет, што во прва рака се покажува со тоа како ќе го пополните анкетниот лист, дали ќе изнесете се. И не само тоа, доколку например се открие дека тој имот се крие, за такви луѓе веќе не би требало да има место на позициите во јавната служба. Инспекторатите се ризични места во однос на корупција. Затоа Поповиќ смета дека уште пред да се номинираат раководни лица, кандидатите треба да се проверат. На еден високо ризичен економски сектор би требало да помине на некој начин ветинг неформален, односно да се провери на вистина интегритетот, анкетната состојба предходно пред да се номинира, заради тоа што секаков ризик по однос на интегритетот
на лицето кое што раководи, кога тоа ќе се именува во институција, а се пренесува како ризик во работата на целокупната институција. Според Законот за спречување на корупцијата, владата има рок од 60 дена да се произнесе по иницијативата за разрешување, што до неја ја поднесе ДКСК. Тоа значи дека владата има уште 1 месец да одлучи дали тој ќе замине од функцијата. Би сакала да еднашка мислам да се почитуваат препораките што ги даваме, но имајќи го во предвид до сегашното искуство, имам голема резерва. Се надевам дека во оваа прилика коалиционите пресметки нема да влијаат во тоа да се донесе вистинската одлука. Меѓата со комшијата е чест мотив и за кривично правни настани. 360 степени деновиве проследи една таква драма во Мало во Скопски Бутел. Од една страна е семејство кое според документи од катастарот е собственик на парцели кои не може да се ги стави во владение, бидејќи комшиите го користат земјиштето за паркинг. Од друга страна се комшиите кои обвинуваат дека земјиштето било државно откако претходниот систем им го национализирал, за соседот според нив сега сомнително да го приватизира. Како изгледа кога спроведувањето на правото и оно што поединечно се перцепира како правда ќе се судрат во вистинскиот живот? Сторијата е на Михаил Милошевски. 9 ноември, 7 часот наутро. Наместо со будилниците, жителите во мирното Мало на периферијата на Скопски Бутел се разбудија со расправија меѓу две спротивставени групи. Точното место на судирот е Бутелска 29. Од една страна е семејството Комненов, кое според документите од катастарот е собственик на две парцели со вкупна површина од 368 квадратни метри, кои во неколку наврати се обидуваат, но не можат да ги стават во владение. Од друга страна се соседите, кои доскоро ја користеле парцелата за паркинг и кои тврдат дека парцелата била државно земјиште кое Комненов го откупиле на сомнителен начин. Помеѓу беше полицијата која постапуваше по правосилна судска пресуда во корист на семејството Комненов. Пресудата го задолжува Скопското јавно претпријатие Улици и патишта да ја врати парцелата во првобитна состојба, бидејќи градската фирма прва истурила тампон на местото и го направила паркинг. Баш кога беше короната, носеа камиони, навечер се носени во 11-12 саат, истурани и искипувани и расфрлани, за да го попунат, да го користат како паркинг. Земјиштето е на прадедо ми, има историјат на движење на земјиштето. Место 79 година, кога ми го земала РМ Македонија, место да го врати на правите собственици, кои што го користеле тоа земјиште, например, и што е нивно, они успротивно го даваат на некој си, например, сосема трето лице. Важноста на навидум минорниот настан се огледаше во фактот дека на лице место имаше 30 припадници на интервентната полиција, редовна полиција, багер кој чекаше зелено светло за да започне со ископ, како и две возила на влечната служба кои требаше да интервенираат доколку паркираните автомобили на спорното земјиште не беа доброволно отстранети. Поречи си 1 час од поставувањето на полицискиот кордон и откако паркираните автомобили доброволно беа преместени, семејството Комненов и геометрите добија дозвола да започнат со заградување на земјиштето. А багерот и работниците кои нестрпливо чекаа полицијата да ги смири тензиите со соседите, конечно се фатија за работа. Но токму кога багерот почна да се движи, патот беше блокиран од жител на Малото. Ниту по интервенцијата на еден од полицајците човекот не сакаше да го ослободи патот за багерот. Откако тој беше отстранет, багерот конечно влезе на спорното земјиште и започна да копа. Додека багерот работеше, соседите негодуваа, а од една од куќите беа фрлени камења кон полицијата што го крена степенот на ризик, пошто полицајците ги заменија капите со шлемови. Откако багерот заврши со ископот, на улицата се појави пикап кој носеше железни огради за да се загради земјиштето.
Тоа повторно предизвика инцидент, а полицијата беше принудена со сила да ги отстрани комшиите од местото. Откако страстите се смирија, собствениците продолжија со поставувањето на импровизираната ограда. Паралелно, екипи на Телеком работеа на отстранување на поставената бандера на приватното земјиште, преку која 32 семејства добиваа интернет и други услуги. Оградата беше поставена, а следно наред беше бетонирањето. Но во моментот кога камионот требаше да го истури бетонот, полицијата ја запре акцијата со изговор дека нивната работа била да обезбедат можност само за заградување на земјиштето, а не и да биде присутна кога собственикот ќе бетонира. Со повлекувањето на интервентната полиција, одново се разгореа вербални расправи помеѓу соседите. Ремзи Бајрами е еден од соседите на семејството Комненов, кои излегоа за да го спречат оградувањето на земјиштето. Пред камерата тврдеше дека спорното земјиште е нивно уште од 40-тите години на минатиот век, но со процесот на национализација тогашна Југославија им го одзема. А потоа, со денационализацијата, соседката Славица Комненов, без нивно знаење, го откупила од Република Македонија. Ако веќе и она е управа, ако треба да се затворат 32 куќи, за она да живе, не е проблем. Значи, она имала пари да го откупи. Ние немаме пари 32 куќи да го откупиме нашето земјиште. Од 43-та сме се преселили од Брест, например, сме дошли тука. Од 43-та ние не сме имале сега пари да го откупи, таа имала пари да го откупи, например, нашето земјиште. Мислам, оно што е мое. Ова е стварно, мислам, не знам. Ето сега беа полицајци, тоа кога да имало убиство. Па убиство да беше, токава полиција не би требало да викнат и тие работи. Според Бајрами, тие се подготвени да го прифатат и денешниот епилог, ако тоа на лице место го потврдат сите надлежни служби. Нека дојде од геотастар, нека дојде од геодетска, нека дојде финансија, мислам, од финансија нека дојде. Нека го заклучат. Ако веќе и она е управа, ако треба да се затворат 32 куќи, за она да живе, не е проблем. Кога се направи нов побит бетонирањето на оградата да продолжи, на терен дојде инспектор од општината Бутел и ги запре градежните работи, бидејќи локалната власт немало издадена дозвола за такво нешто. Тоа предизвика сатисфакција кај на собраните соседи. Откако страстите се смирија, го побаравме синот на собственичката на земјиштето, Ивица Комненов. Тој вели дека проблемот почнал на 1 мај 2019 година, кога од улици и патишта првпат ставиле тампон на парцелата. Нашето земјиште е пониско за половина метар од улицата. Мајка ми се јави, дојдов, застана мајка ми пред камион, не дозволуваше камионот да се отиде, дур не дое полиција. Дојде полиција за да направи записник. Записник е направен, не е донесено налог за тампонот што е донесен. Според Комненов, поставувањето на тампон продолжило во уште неколку наврати во доцни часови, пошто парцелите се претвориле во паркинг. Но како што пишува во имотните листови, двете парцели се приватизирани по 1 мај 2019 година, односно со решение од 22 октомври 2019 година, кое станало правосилно во август 2021 година. Земјиштето е на прадедо ми, има историјат на движење на земјиштето, кое што мајка ми го приватизира. Во имотен лист, кога се приватизира земјиште, стои, дури не се исприватизира, стои на РМ. Али во прибелешка стои, треба да стои дека има поднесено за приватизација. Сето тоа комшиите викаат дека може да го користат и они пошто е на РМ. Зашто е на РМ, може ли они и ние? Историските сателитски снимки за местото не се доволно јасни за да се види дали порано имало ограда околу парцелата.
Но доволно е јасно дека до 2018 година немало паркирање на спорната парцела, барем не во обемот како во последниве 2 до 3 години. Комненов на сето тоа гледа низ етничка призма, како притисок да се исели. 2019 ни се скршени прозори на куќата, мавано е со камења по керамиди, кршени ни се керамиди, 21 мислам дека има записник, фрлен ни е и молотов коктел. Тоа се притисоци за да се оцелиме. На мајка ми чичкото го оцелија така. Соседите имаат поинаква перспектива. Ние сме комши за цел живот, не сме за еден ден. Да. Ама ова нема понашање, нема пристап, утре ќе речеш било што е да се деси, одма ќе речат на национална база. Да не речем сега албанците или македонците или србите или ово или оно. Да, но ова е многу само задна точка да се тргне тој ако може по можност, да не понадат мислам да ги тргаме ми. Од тука е тоа проблем. Откако заврши се, Комненов не ја тргнаа поставената ограда, но некој друг ја турнал, а освен тоа, повеќе нема ни трага од копањето на багерот, кое беше со цел да се обележи границата на земјиштето. На спорната парцела пак, соседите повторно ги паркираат автомобилите. Случајот е пријавен во полиција. Сега следува процес на чекање дозвола за поставување ограда и можеби повторно полициска асистенција за таа да биде поставена. Собранието треба да е контролор на владата, а општинските совети треба да се контролор на градоначалникот. Тоа во теорија е суштината на повеќепартискиот демократски изборен модел кој земјава го практикува повеќе од 3 децении. Но во практика сведочиме на спротивното. Штом бидат избрани, партиските и директивите од извршните органи ја убиваат речиси секоја можност за демократска контрола од представниците во парламентите, на централно или на локално ниво, изгласани директно од граѓаните. Речиси затоа што има општински совети во земјава каде политичарите се принудени да бидат подемократични од просекот на кој сме навикнати. Владко Чаловски беше во Битола и во Неготино, 2 локални самуправи во кои ниту една партија, ниту коалиција има мнозинство во локалниот совет, па за секоја одлука мора да се трага по адхок мнозинства, што често завршува со гласање со консенсус. Кога ќе се отворат вратите на советите во некои од македонските општини, од салите одекнуваат различни еха со политички ноти кои ја доловуваат непредвидливата политичка мелодија. Такви се Неготино и Битола, локални самоуправи во кои не постои стабилно мнозинство во општинскиот парламент. Според самите советници, тоа е најдобриот формат во кој демократски можат да действуваат. Леон Ристов е советник во Неготино од редовите на партијата Левица. Помеѓу 7 советници од СДСМ и коалицијата и 7 советници од ВМРО ДПМН и коалицијата, Ристов е 15-тиот глас кој ја има одлучувачката моќ. Вели затоа е мета на двете страни. Се водам од општиот интерес на граѓаните и секако се трудам да ја пратам максимално идеолошката линија на Левица. И оние понекогаш спинови што излеват дека поддржувам некаква одлука на други партии, тоа се едноставно спинови излезени од партиските кујни на ДПМН и на СДСМ во ситуација кога треба да си го билдат малку рейтингот. А ја би рекол дека повеќе пробуваат да дознаат каков ќе биде мојот глас пред да се гласа. Веројатно се спрема тие да се прилагодат спрема таквиот глас. Кога разговарате со координаторите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, се добива впечаток дека немаат забелешки за действувањата на колегата од Левица. Напротив, велат има добри иницијативи за општината, кои најчесто ги прифаќаат. Но Ристов прстот го вперува во актуелниот градоначалник Горан Стојанов од ВМРО ДПМН. При гласањето, барем на моите иницијативи, најчесто едногласно поминуваат иницијативите. После е проблемот дека некој што е извршен орган, а у случајот тоа е градоначалникот и неговата администрација, тие или многу бавно или воопшто не ги спроведуваат. Користејќи се со опозицијски речник, препознатли во јавниот дискурс, координаторот на советничката група на СДСМ, Александар Павлов, вели градоначалникот Стојанов нема реализирано ниту еден голем проект ветен во предизборната кампања.
Според него, прошетка низ Неготино ја потврдува оваа теза. И плоштадот и пазарот во градот не се чепнати. Но за работата на Советот има пофални зборови. Соработката меѓу нас, советниците, од сите структури, ВМРО, ДПМН, СДСМ и Левица, е добра. Во однос на клучните проекти, како што кажав, развојните програми, не сме дале обструкција. Значи ги поддржавме. И Левица исто ги поддржа, бидејќи сметаме дека треба градот да оди напред. Ние го сакаме развојот на градот, ние живееме овде. Меѓутоа, од другата страна нема фидбек на сите наши, на сета наша поддршка. Ви ги отфрлаат на седница или? Ги прифаќаат, меѓутоа нема реализација. Александар Гичовски е координатор на советниците од ВМРО ДПМН. Популарен помеѓу помладата генерација како професор по македонски јазик во единствената гимназија во Неготино. Дури и колегите советници од другите партии го опишуваат како бунтовен, дека знае да не се согласи со градоначалникот Стојанов, иако доаѓаат од иста партија. Понекогаш треба да се реагира во однос на можностите и на тоа што сме предвиделе, докаде сме и што треба да направиме за да ги исполниме очекувањата на граѓаните во општина Неготино, бидејќи многу од граѓаните очекуваат многу позитивни промени во составот денес што сме како советници во општина Неготино. Сепак, како член на партија која ја држи локалната власт, не се согласува со неефикасноста на Горан Стојанов. Проблемот за нереализираните проекти го лоцира во централната власт. Реализирајќи ги овие проекти, наидуваме на низа на препреки кои што на некој начин повеќето можеби некојаш субјективни, но повеќето се објективни. Кога зборувам за препреки, мислам на релација општинска власт и централна власт. Советниците, вели Гичовски, за проекти кои се од локално значење како ангажирање кадар во градинките или поставување урбана опрема или цевководи, се сложни и даваат согласност. Неготино е помала општина, има помалку советници, всушност 15, со тоа и помалку проблеми. Во Битола, поголема општина со многу повеќе советници, всушност 31 и поголеми проблеми. Овој совет во општината нема константно мнозинство и ако ги прашате, ќе речат дека се во хибернација. За мнозинство во Битолскиот совет се потребни 16 советници. Најблиску до таа бројка е ВМРО ДПМН со 13 советника, а потоа следува СДСМ со 11. Но никој не може да има мнозинство без независната група поинаку, која има тројца советници или евентуално без двајцата советници на Левица и некој од единствените советници на Одлучно за промени и на ДУИ. Председателката на Советот доаѓа токму од поинаку, поддржана за диригентската палка во Советот од ВМРО ДПМН и Левица, а коректор на идеите на локалната владеачка партија заедно со СДСМ и Левица. Никогаш не сме имале по-демократско расположение. Зошто? Бидејќи никој не е комфорен и никој не може да има едноумие. Значи, се слушаат сите страни, се дава простор на сите. Крајната цел на овој совет, мислам дека може би и постигната, бидејќи јас од она искуство кое што го имам наназад, можам да кажам дека никогаш не се носеле толку одлуки едногласно. Тогаш, прашањето е како се формира мнозинство и кој управува со него? Никој нема мнозинство, а тоа што мене ми дале поддршка колегите од ВМРО ДПМН е заради тоа што не можеа да изгласат нивни кандидат, бидејќи ставот на поинаку беше дека нема да гласаме за партиски предлог. И тука беше нашиот краен збор. Зошто председател на Совет? Заради тоа што на тој начин имаме најмногу увид во она што се случува во општината. Дека никој нема мнозинство се согласува и Методија Илиевски, советник од редовите на СДСМ и коалицијата. Работејќи веќе трет мандат во општината, вели дека секоја одлука се мери во 1 глас плюс или 1 глас минус, за да биде изгласана или не. Можем да кажем дека за прв пат имаме совет во кој неизвестностите траат до самиот крај и дека за секоја одлука се преиспитуваме сите ние како треба да гласаме. Тоа е, мислам дека многу добро, затоа што Битола почнува да добива вистински проекти кои не се нарачани ниту од една, ниту од друга политичка партија. Тука едноставно се следат потребите на граѓаните и се слуша пулсот на градот.
Сличен впечаток се добива и од разговорот со координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, Бојан Бојковски, но со една важна забелешка. Потврдува дека многу одлуки се носат едногласно, но се сомнева дека годинава профункционирала тивка коалиција помеѓу оние што всушност не се согласуваат со ВМРО ДПМН, поинаку Левица и СДСМ. Има одлуки кои што се гласани и едногласно, меѓутоа пред 5 до 6 месеци имаме едно политичко недоразбирање на страна од страна на советничките групи на СДСМ, Левица и поинаку. Во моментот мнозинство стабилно од 16 советници, ниту една советничка група нема. Односно се функционира од седница до седница во однос на точките кои што се предложени и во голем дел од одлуките кои што се од клучно значење за градот, каде што ќе се види некаков напредок на градот и реализирање на некој проект, имаме класично кочење и на ето страна на погоре овие советнички групи кои што ги споменав. Но токму проектите за кои говори Бојковски, според председателката на Советот, или се недоработени, или се дел од партискиот интерес на градоначалникот, бидејќи, вели таа, донесени се многу одлуки со партиципација на ВМРО ДПМН, кои градоначалникот Тони Коњановски не ги спроведува. Проблемите доаѓаат од извршната власт, а не од Советот, бидејќи пак ќе нагласам, ние имаме изгласани одлуки, и то најголем број едногласно, и то дел од одлуките се гласани од колегите од ВМРО ДПМН. Замислете колкава е иронијата кога имате одлука изгласана од советниците на ВМРО ДПМН, меѓутоа не ја спроведува нивниот градоначалник. Една од таквите одлуки е за изградба на прифатилиште за бездомните животни. Проект одобрен од целиот состав на Советот, а за кој нема ниту најава за градба. По оваа нетипично за македонските демократски стандарди, наред е новата саботажа. Сречко Поповски. Тројниот пакт или слободниот свет. Таа според непензионираните генерали е доктрината со која треба да се соочи јавноста. Поларизацијата за уставните амандмани според нив треба да доживее кулминација, па се да се турне до зидот и да се бира, како што тие сметаат, Цветковиќ Мачек или антифашистичкиот фронт. Ја да сум на место на раководството, ја би ги стајал веднаш да се гласаат. И тоа ќе ви биде на 27 март 41 боле рат него пакт, и на 28 сите бегале од Београд, од Скопје ги продавале куќите. Не разбирате? Тие што разбираат и нема да ги продадат куќите, ке треба да му ја мислат, и навистина е чудно кога политкомесарите имаат далеку поразлична визија за еднината на земјава од командантите. Тие исто така би не ставиле пред свршен чин, рудници или земјоделие. Па бирете вие што сакате. Како сакате вие? Како мислите дека ќе се развие Македонија? Со садење пиперки и патлиџани? Па таа една држава не може да стане така богата. Други пак имаат сосема ново видување за македонските перспективи, иако историски секогаш отпосле бираат вистинската страна. Сепак сега мислат дека имаат јасна представа за тоа што од кадровски и политички аспект може да се очекува. Ја мислам, ако он одлучи да формира листи, дека 20 пратеници ќе има. Тоа значи нема влада ни Таче, ни Мицко. И лично мислам дека после тоа на наредните избори, вторите парламентарни од сега, еве нека остане запис, Левица и Груја ќе можат да формираат влада. Нивните поранешни партиски сопартици и тие од групата Пребези сепак навестуваат дека нема да бидат такви камикази и очигледно бараат да се вратат во јатото, штом на сиот глас и на секаде глаголот за неприкосновеноста на браќата, поради кои и си одлетаа. 2020 година граѓаните можеа да одлучат да ми дадат на мене поддршка, јас да бидам лидер на опозицијата и да му дадат на Мицковски поддршка, биде он лидер на опозицијата. На мене ми дадоа не цели 3000 гласа, на него му дадоа не цели 300.000 гласа. И тоа е несразмерна разлика. Навистина несходството е големо, но е речиси истоветно со вратоломиите кои се случуваат на сцената. Но цената е висока, изгледа дека целта
секаде и секогаш веќе е иста. Инаку корупција никогаш нема. Ова стана дел од нашиот македонски фолклор. Секој влегува во политика за да го натовари магарето. Никој не влегува затоа што од идеолошки, сите викаат влегувам во политика за да помогнам, утре сабајле. И на крајот, кога веќе нашата традиција не ја краси ородот, туку некои помодерни танци. Во целата оваа ситуација на сцена се скриени политики, на сцена е танго со ѓаволот. Ѓаволот има име, се вика власт. А за да се игра танго со него, мора да се одзива на зборот кеш. Со саботажата го заокружуваме и ова издание на 360 степени. В понеделник паузираме поради фудбалскиот надпревар Македонија-Англија. Следното наше издание следниот четврток од 20:15 на МРТ1. Пријатно!